Почитувани добар ден. Гостин во неделното интервју на Радио Слободна Европа е Билјал Касами, градоначалник на општина Тетово и председател на политичката партија БЕСА, која што е дел од коалицијата Влен. Господине Касами, меѓупартиските односи во Влен изминативе 2 недели буквално ја брануваат јавноста. Колка ви се шансите од денешна перспектива коалицијата заеднички да настапи на предстојните локални избори или сепак е можно Таравари да го напушти Влен? Јас уште верувам дека има реални шанси ние да продолжиме заедно. Затоа што ценам дека прво вредноста на секој од партиите дел од Влен е поголема како дел од коалицијата отколку би била надвор. Ние сме се обиделе порано, секој поединечно, да го предизвикаме Али и Дуи и не сме успеале. Успеавме само кога станавме заедно. Така да се надевам дека ова ќе завладее кај секој член на оваа коалиција и на крај ќе излеземе со заеднички став дека тоа што беше целта за да бидеме заедно и понатаму останува истата цел. Дуи уште го нема дадено одговорот на 20 години коруптивно, криминално владење со државата и, да ќе кажам, непреставување на албанците, почна да даде отчет. Кога требаше тоа да продолжи, излезе и ова што, јас ќе кажам како молња од ветро небо за нас особено, што некој имал контакт, имал комуникација и цени дека треба да се продолжи комуникацијата со Али и со Дуи. Вие лично сте имале комуникација? Не. Значи, јас сум го кажал тоа неколку пати. Јас сенам дека Али Ахмети треба да одговара за тоа што им го направи на албанците, за злоупотребата на позициите на неговите функционери, на неговите блиски членови на фамилијата. Дуи треба длабоко да се реформира, па од после треба да видиме за можни канали на комуникација. Господинот Меджити буквално даде еден ултиматум до Таравари што побрзо да одлучи дали ќе остане во коалицијата Влен или ќе продолжат преговорите со Дуи. Без Таравари, реално колку тежи Влен? Јас сенам дека Влен тежи, да не кажам повеќе, но толку без Таравари колку што вредеше и тежеше без со него. Затоа што сепак Влен е тука. Значи, сите чинители, другите чинители се тука. Од друга па страна, со секој член во една фамилија, во едно општество, во една коалиција, дури во една партија, има вредност, затоа што некои ќе бидат внатре, но било кој да излезе, автоматски создава можност некој да влезе. Така да јас сенам дека најмногу што ќе губи, најголем губитник ќе биде тој кој ќе излезе од во случајот од коалицијата Влен, затоа што и не е случајно и народната поговорка. Значи, тој што ќе се одели од групата, ќе го јаде волкот. Во случајот, мислам дека Влен ќе продолжи уште посилно, затоа јас тоа не го гледам како ултиматум, затоа што од моментот кога ние сме се соединиле, сме ги знаеле принципите на коалицијата. Тоа е дека ние сме тука да ги средиме грешките на Дуи,
ДУИ, односно функционерите на ДУИ кои изгрешиле на државата, на народот, на албанците, треба да одговарат за тоа. Било кој ќе излезе надвор од овие принципи или треба да се врати во тие принципи за кои и со кои сме заедно, или треба да каже фала многу, пријатно. Во рамки на коалицијата, сите четворица, нели, лидери во коалицијата, сте имале средба изминатиот период и директно да поразговарате со господинот Таравари зошто се одлучил на таков чекор? Да, сме имале неколку. Последното што требаше да го имаме ова недела, во редовните неделни состаноци на координативното тело на коалицијата, господинот Таравари одлучи да не дојде. Имаше според него некој објаснување. Според мене, за да се состанеме во вакви околности, не би требало да има образложение да не бидеме дел од тие состаноци, особено во вакви моменти. Сепак, оставам на него да одлучи дали ќе биде на такви состаноци или нема да биде, кога ќе биде. Неговите објаснувања, според мене, не држат. Али, окей, останува на него тоа да го образложи. Може да ни откриете зашто станува? Значи, па видете, тоа го каже и во јавност. Значи, кажуваат дека коалицијата не стои добро кај албанците, што според нас не е вистина. Значи, анализите, анкетите што ние ги имаме, го кажува спротивното. Значи, во ДУИ не несогласување, имаше убиства поради позиции во власта кои ДУИ го имаше 20 години, но сепак немаше ситуации да некој од ДУИ во тие 20 години да излезе и да вика ќе одиме кај ВМРО или кај СДСМ или ќе одиме во друга политичка партија. Така да цениме дека тоа што го кажавме на состаноците, дека за нас нема рационално образложение, објаснување да имаме во овој момент, во вакви околности, било каква комуникација и соработка со Али Ахмети и ДУИ. Значи, било какво да е тоа, дури и со, ќе бидам подиректен, барањето на Тирана, што исто така е дел од, да кажам, објаснувањето дека сака да го соедини албанскиот фактор во Македонија, и тоа не држи, затоа што албанците во минатото биле многу во потешка ситуација. Тирана не покажале интерес да помогне на албанците. Јас сум го кажал тоа и јавно во неколку наврати. Официјална Тирана во случајот председателот на владата таму има реагирано, значи во неколку случаи да го спаси Али и ДУИ. Значи тоа за мене не е равенката ДУИ албанци. Значи албанците се многу повеќе од ДУИ, од ВЛЕН, од БЕС, од било која политичка партија. Затоа, значи, со еден збор нема рационално објаснување за овој чекор што го направи господинот Таравари. Освен она што Таравари го соопшти во јавноста, што го кажувате и вие дека било дел на тие средби во однос на несогласувањето и неподдршката од страна на албанците во однос на функционирањето во владата, имаше и во делот, односно распределбата на градоначалничките места, меѓутоа и дека проблемот е исто така и во однос и на советничките листи. Видете, во секоја... Што всушност бара Таравари во тој поглед, а што е прифатливо за коалиционите партнери? Пак викам, не е тоа причината. Затоа што ако ние му дадовме 5 загарантирани пратенички позиции во листите, ние бевме спремни и да му дадеме, значи, исто, предност во делот на позициите во локалните избори, дали за градоначалници, дали за советници. Но инсистирањето
да се оди посебно со листите и што останува значи во тие позиции, за нас оди во прилог на ова што го кажуваме цело време. Давање на уште една можност на Дуи да се врати. Затоа што сепак ова се локални избори. Во локални избори политичката да кажам позиција, односно вредноста на политичкиот глас се листите. Затоа што таму се гласа за листа на партија или на коалиција. Во делот на кандидатите, граѓаните повеќе избират личност. Така да ние цениме дека или ќе излеземе заедно и за градоначалници и за советнички листи, кандидатите ќе бидат на коалицијата Влен или било кој има друга комбинација, тоа не е комбинација на коалицијата Влен. Сметате дека ќе дојдете до консензус за ова прашање? Ако владее разумот, ако завладее заедничкиот интерес, што беше наш, која почнавме оваа мисија, која го почнавме овој проект, убеден сум дека ќе го надминеме. Ако има друго нешто која не се кажува јавно, која не може да се кажува јавно, било што е надвор од политичкото резонирање, тогаш има опасност да не се договориме. Господин Касами, на почетокот на месецов, на 4 април, ако не се лажам, општината организираше јавна дебата во однос на иницијативата која што ја поведовте за промена на дел од имињата на улиците во општина Тетово. Свесни сте за реакциите кои што доаѓа од многу страни во однос на ова прашање? Ние имаме цели населени места, цели блокови каде што нема име на улица. Значи од првичниот скренинг анализа произлезе дека само околу 30% од урбаниот дел на градот е покриен со имиња на улици кои делимично имаат по две имиња. Значи, пошто процесот во минатото дел е направено, па не е завршено и така натаму. Завршил во општината, меѓутоа не има не е рамки на завршено владата. по законот. Така да ние сме во ситуација кога не другите институции или приватни компании или значи ние као општина не можеме да ги најдеме нашите граѓани. Праќаме било каква кореспонденција со граѓаните и одговорот е дека не постои таа адреса и не постои тој дом, таа куќа, иако гледаме физички дека е тука. Така да ова е посериозен проблем што бара и посериозно, покомплексно решение. Така работиме. Ова недела ќе биде вториот ден на дебатата, каде што граѓаните отворено на Општинскиот совет, на салата на Општинскиот совет ќе може да дават своји предлози. Ќе има уште две такви сесии во следните денови, каде што комисијата ќе ги анализира сите со образложенија, со систематско и по закон анализирано секој предлог и решение и на крај, уште еднаш викам, со најширок можен општествен консензус ќе го завршиме процесот и Тетово ќе добие имиња на новите улици. Целиот процес почна пред 2 години и трае, значи веќе трае 2 години. За мене не е важно дали ќе заврши во првиот мандат, за да условно кажам, го користам во кампањата и да кажам, еве, уште еден проект го реализирав. Свесен сум дека, согласно законот, ако прекине процесот и продолжи после изборите, ќе се користи против мене. Значи, во оваа ситуација ценам дека некои од работите, некои од проектите за Тетово и тетовчани се поважни отколку дали Билјал Касами ќе биде следен градоначалник на Тетово. Тоа значи дека планирате да се кандидирате за градоначалник за престојните избори? Да, тоа сум го кажал, значи имам интерес. Од кога стапивте на функцијата градоначалник во Тетово, во неколку наврати носевте мораториум за градење, односно за дупот кај фамозниот Шикелак. Се уште ли трае мораториумот? До кога трае?
И она што би сакала да прашам, дали од првиот мораториум па до денес имало и некакви обиди од страна на контроверзниот црногорски бизнисмен Миодраг Давидовиќ Дака во некакви контакти да се одблокира процесот за да може да гради? Јас сум се состанал со именуваниот бизнисмен и сум покажал интерес за соработка, да имаме подобар урбанистички план таму, подобар дуб и да продолжи инвестицијата. И во тој правец до едно време одеа работите. Ние му понудивме едно решение кое е похумано, значи имаше таму еден заеднички простор, една парцела за градба, за зграда беше пренамената за заеднички простор за игралиште, мултифункционално игралиште, една друга парцела беше пренаменета за парк, беа проширени улиците, тротуарите и за моето конципирање на урбаниот дел беше прифатлив. Но за жал немаше реакција од другата страна. Изгледа господинот ценеше дека тоа што го има добиено од претходната власт мора да оди до крај така. И од моментот на ставање во црната листа се прекинати сите комуникации. Со доаѓање на новата влада веќе одиме во друга линија за решавање на за урбанистичкото решение во тој дел. Сега веќе имаме договор со владата да тој дел се пренамени за згради за за административни цели, потреби. Значи да се смени комплетно намената на таа парцела затоа што поголем дел од сопственоста на земјиштето е државно. Значи многу мал дел е приватизирано тоа земјиште и веќе се оди во правец на промена и на генералниот урбанистички план за тој блок и на деталниот урбанистички план за поголемиот дел од тој блок од таа парцела да биде наменет за институции, за училишта, за градинки, за други јавни институции, за паркови, за стадиони, за да биде од еден тоа што се вика бетонизиран блок, уште еден бетонизиран блок на градот Тетово да биде едно место каде граѓаните ќе можат да ги реализираат своите потреби. Изминатата година општината склучи договор, па го препушти тоа на јавното комунално предпријатие во однос на и се избра фирма во однос на делот на реконструкцијата на градскиот стадион и на други спортски објекти. Што се случува на терен, таму имавме иницијатива исто така до Уставниот суд, кој што се произнесе. Што е она што се случува на терен? Дали имаме градежни зафати? Да, значи имаме договор, има градежни активности по договорот. Убеден сум дека пред крај на година една од главните трибини ќе биде завршена. Видете, кога се гради од јавни институции, во случајот од општината и од министерствата, го имаме случајот со театарот во Тетово, со Домот на културата, каде проект кој можеше или беше предвидено да се реализира за околу 15 милиони евра, надмина 30 милиони евра и уште не се гледа крајот. Во случајот ние избравме јавно-приватна партнерство, дадено е да се реализира приватно, затоа што цениме дека ќе се реализира многу поевтино и многу побрзо, многу поефикасно. Впрочем, се работи... што прекинувам, во 2016 година имаше компанија со јавно-приватно партнерство, која што беше задолжена да изврши реконструкцијата и таа требаше да го изврши од своји пари. Сега доаѓаме во ситуација кога реконструкцијата ќе ја врши фирма, меѓутоа ќе ги плаќа општината. Зошто се одлучивте на таков чек? Се одлучивме затоа што тој е објект од јавен интерес. Значи, таму тој не е приватен објект, не може по функција да биде приватен. Таму треба да играат сите екипи во Тетово, кои ќе бидат согласно условите кои ќе ги исполни, ќе бидат прва лига и ќе не представуваат
во националните компетиции и надвор од државата. Се надеваме и работиме на тоа да на крајот на процесот кој ќе имаме нов стадион и националниот тим ќе игра во Тетово и други тимови во меѓународни игри ќе играт во Тетово. Значи, прво не може тоа да биде приватно. Така да, ние одлучивме дека тоа мора да се направи со јавни пари, со градски пари, за да на крај тоа биде пак јавен интерес, јавна површина, јавен објект. Тоа што објаснив дека избравме тоа да го изведе приватна фирма, баш поради тоа што цениме дека се работи за фирма која нема интерес да придобие нешто од градот. Секојдневно донира за градот. Секојдневно, дали за 1.000.000 евра даде за болницата во Тетово реконструкција, даде 200.000 евра за генералниот урбанистички план, секојдневно по училишта, по градот донира, можеби една од најголемите донатори во градот. За колку временски период требаше да се изгради, односно според договорот за 3 години. За 3 години. Би сакала да прашам за 3 години кога ќе дојде сметката за плаќање, како ќе успее да го подмири и општина Тетово, меѓутоа јавното предпријатие, имајќи во предвид дека и општината и сите јавни предпријатија кои што се под ваша капа имаат негде до околу 14 милиони евра. Па како што успеавме да реализираме многу проекти. Последен промовиран проект делницата на еден булевард кој општината го реализираше со сопствени пари од над 1.000.000 евра. Не знам дали има друг случај во државата, освен Скопје, главниот град, каде општините инвестираат и реализираат булеварди. Знаеме, кој е форматот на еден булевард. Не збориме за улици, улички, ова, она. Така да, како што ние успеавме за 3 години да инвестираме, да кажам, многу повеќе од колку што е инвестирано десетина години назад, и истовремено да го намалиме долгот на градот за 10 милиони евра. Значи, по истиот принцип, со економично, домаќинско работење, јас сум убеден дека на крај на целиот процес ќе имаме стадион и Тетово, можеби до тогаш, нема да има долг, како град. Господин Касами, ви благодарам на интервјуто. Моје беше задоволство. Фала многу. Почитувани, вие го гледавте неделното интервју на Радио Слободна Европа. До гледање.